На денешната седница Советот на општина Кочани го донесе новиот генерален урбанистички план за град Кочани за планскиот период од 2013 до 2023 година. По седницата, градоначалникот Радко Димитровски истакна дека е донесен најважниот плански документ за Кочани. Општина Кочани водеше постапка за донесување на нов генерален урбанистички план од октомври 2013 година и со задоволство можам да соопштам дека за него е добиена согласност од Министерството за транспорт и врски и денес е донесен на Советот на општина Кочани. Ова е еден значаен чекор за планирањето на развојот на општина Кочани за планскиот период од 10 години. Површината на планскиот опфат со новиот генерален урбанистички план изнесува 1033 хектари, што е за 217 хектари повеќе од површината на претходниот генерален урбанистички план. Во новиот плански опфат имаме проширување во јужниот дел од градот на локалитетите Средорек, Слатина и Полјаница, се до магистралниот пат А3, односно за обиколницата, проширување наменети за лесна и на загадувачка индустрија, големи трговски единици, инфраструктура за железничка станица, простори за спортска сала, хотелски комплекси и домување. Во западниот дел од градот, северно од постојната зона за лесна индустрија и мало стопанство, над магистралниот канал, па на север се до улицата Страшо Ербапче, односно до влезот во Бели, извршено е проширување со намена за лесна и незагадувачка индустрија и домување. Мали проширувања има и во северниот дел од градот наменети за домување. Од сообраќајните решенија е планирана нова улица во западниот дел од градот, покрај складот на Макпетрол, која представува врска до регионалниот пат кон Пониква, со што ќе се избегне влегување на возила во градското подрачје, односно ќе се воспостави директна врска до спортско-рекреативниот центар Пониква, истакна градоначалникот Димитровски. Со новиот генерален урбанистички план за Кочани се планирани 19 градски четврти и понатамошна разработка на деталните урбанистички планови ќе биде по градски четврти. Димитровски нагласи дека придобивките од новиот генерален урбанистички план се посебно значајни, затоа што ќе се овозможи побрз и поквалитетен економски развој со новопланираните површини за индустрија, трговски комплекси и со новите сообраќајни врски.